Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, како што знаете, пред нас во недела на 2 ноември се вториот круг од локалните избори во Република Македонија. Ние како единствена Македонија на овие локални избори настапивме самостојно со 29 кандидатски листи. Резултатот од освоените гласови советнички места не е она што го очекувавме и посакувавме, но не треба да заборавиме дека нашата партија на овие избори се соочи со целосна блокада медиумска и беше исклучено од државното финансирање. Но тоа е минато, ние одиме напред. Што следува во недела? Единствена Македонија како национална, одговорна и патриотска партија, чија мисија е одбрана на македонските национални интереси пред се, ја прифаќа својата одговорност пред македонскиот народ. И во овие значајни моменти, ние како патриотска партија не можеме да стоиме на страна и глуво и немо да посматраме што се случува на локалните избори. Од самиот почеток тврдиме дека овие избори не се обични избори локални. Ова е битка за враќање на државата во рацете на народот, и тоа од локалното ниво па нагоре. Денеска со големо задоволство ја соопштувам одлуката на Единствена Македонија. Одлуката на Единствена Македонија е дека ќе ги поддржи сите кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН во Република Македонија. Тоа е природна одлука за една национална и патриотска партија како што е Единствена Македонија, која секогаш е во првите редови во одбрана на македонските национални интереси и Македонија. Посебно сакам да се обратам до гласачите од Кичево и Брвеница. Да не дозволиме неколку балисти да управуваат со тие две општини. Кичево и Брвеница имаат одлични кандидати од ВМРО ДПМН, кои се подготвени да работат за доброто на сите народи, без разлика дали се македонци, албанци, турци или бошњаци или било која друга националност. Да не заборавиме што и прават на Македонија ДУИ, СДСМ и нивниот сателит Левица. Луѓе, тие ни го сменија името, идентитетот, историјата. Нас уставобранителите не затворија во затворите и веќе 9-та година како лежиме по затворите. Да се подсетиме дека лидерот на Левица Пасиев јавно се радуваше и повикуваше да висиме. Единствена Македонија го слуша гласот на народот за сплотеност. И во ова тешко време за татковината, најмногу ни е потребна сплотеност и национално помирување. Може да имаме многу причини за поделби, дали биле тоа политички, дали биле економски, дали биле лични или партиски, но сега се да оставиме на страна. Имаме многу повисока цел, а тоа е љубовта кон Македонија. Република Македонија не е ничија собственост. Јас сум член на извршниот комитет на Единствена Македонија, но не смеам да мислам само партиски. Овие избори не се битка за поединци или за лидери. Не е важно што мислам јас, што мислат моите сопартици, што мисли Мицковски. Сега е најважна Македонија. Кога тоа ќе го разбереме, ги отвараме вратите за решавање на сите проблеми и за изградба на иднината на нашите семејства и нашата единствена татковина Македонија. Браќа и сестри македонци, да ги зарамниме еднаш длабоките бразди на поделбите и раздори. Да работиме за делото и Македонија во секој миг и во секоја прилика. Нека овие избори бидат прилика за национално помирување и обединување. Нека биде тоа доказ најповеќе во Брвеница и во Кичево, со масовно гласање за кандидатите на ВМРО ДПМН. Да живее Република Македонија. Ви благодарам.